почитувани представници на медиумите, почитувани граѓани на Република Македонија. Зоран Заев монструозно го злоупотребувал масакрот кај Смилковско езеро за политички цели цела 2015 година, па од 2015 година па наваму. Кога се дрзнал да лаже, да манипулира и да си игра со судбините на семејствата на убиените, но и на целата македонска јавност, можеме само да си замислиме на што се е спремен Зоран Заев, што досега правел и што се уште прави. Тој безочно лажал, ширел тенденциозни невистини, клеветел со намера да го оцрни политичкиот противник, но и со тоа да го насочи истражниот и судскиот процес во погрешен правец. Тоа е кривично дело и за тоа Зоран Заев мора да одговара. Но најстрашно од се е што со своите лаги ги манипулирал родителите на убиените деца, злоупотребувајќи оваа трагична судбина. Заев фабрикуваше за сега пред судот да се прави дека не се сеќава или да се вади пак дека нешто слушнал случајно. Родителите на суд кажаа, а медиумите пренесоа. Какви монструозни лаги им кажувал Заев на средбите кои што ги имал со нив. На родителите Заев им зборувал, замислете дека Трајко Велјановски бил вмешан во убиството кај Смилковско езеро, па им говорел дека наводно телефонот на советникот за безбедност од кабинетот на тогашниот претседател Иванов бил пронајден на местото на убиството и слични инсинуации. Заев сега се прави недоветен или пак не се сеќава што зборува или целосно негира. Тоа само покажува до каде одел некрофилскиот ум на Зоран Заев, кога злоупотребувал нечија судбина за да измислува и пушта манипулации. Замислете, тој дури и во 2018 година лажал, па на родителите им зборувал дека убиците користеле возило од МВР, со што имплицирал дека полицијата го извршила овој грозоморен чин. Бедно од страна на Заев. Имено, по одлуката на Врховниот суд за ослободување на осомничените за масакрот, во 2018 година, време кога Заев има апсолутна власт во Македонија, мајките на загинатите деца имале средба со Заев и тој им кажувал дека возилото Opel Omega, кое го користеле убиците, било на МВР. Замислете за оваа своја лага, сега Заев се вади дека нешто прочитал, па им пренел на родителите. Ни доказ, ни истрага. Имаме само безочна лага од Заев со намера да ја дискредитира истрагата и судскиот процес, а само и со цел за ситни политички поени. Сега на јавноста е јасно зошто осомничените и веќе еднаш осудени за убиството се наоѓаат на слобода и зошто радосно и насмеани си правеа селфи со Заев после неговото сведочење на судот. Зоран Заев најпрво ќе се соочи со судот на народот на 12 април и за ова и за сите останати лаги. После 12 април Зоран Заев ќе треба да одговара и кривично заради своевидно попречување на правдата и манипулациите со масакрот кај Смилковско езеро за ситни политички поени. После 12 април Заев никогаш повеќе. Ви благодарам.